протести и штрајкови како треба да изгледаат. Еве, браво, свака част. Колку народ е излезен, тоа значи дека голем е процентот на незадоволни. Или е мал процентот на незадоволни, а зависно од тоа колку народ е на улица. Ако вдека беа 3 трактора, шо? Кој ќе реагира? Ќе дојдат со пајак и им ги соберат. Вака се протестира. Ова значи солидарност. Значи се собираат, додека не ги исполните барањава, со хеликоптер движете се платина. Браво, свака част. Што вие не им е страф? Не се овие под уцена? Тие велат дека владата тоа што им го понудила досега не е доволно за преживување. Минатиот месец земјоделците ги прекина неделните блокади низ цела земја поради одложените исплати на земјоделска помош, но откако државата не им помогнала, продолжија да протестираат. Тука нема партии, тука нема неодемократија, нема Сириза, нема ова, нема. Луѓе кои што имаат некаков интерес, кои што не е задоволен, тешко си го заработуваат парчето леп и излегле да побараат поише од државата. Проблем сега ќе имаат и со оној Меркосур договорот и тоа е као некој лајт мотив на протестите, ама видите колку луѓе има. Петок е денес. Овие луѓе можеле вечер у кафана да си одат, така? Не, ќе спијат пред грчкиот парламент, блокада. Додека нема исполнување на нивните барања. Вика, работиме, не можеме да преживееме. Вака се прави држава. Нашите сточари кои што буквално се уништени. Тргнаа да протестираат, се заканија, ќе ја блокираме цела држава и така натаму. Отидоа у влада и им исплатија нешто субвенции преку ноќ. Ништо. Никој не може да се избори за тоа што метате дека ви припаѓа и за тоа што мисли дека е фер. Само вие самите.